На денешен ден во 1014 година почина цар Самуил, кој во 976 година кренал востание против Византија и основал Македонска империја. Неговата империја пропаднала по тешкиот пораз од византискиот император Василий II во битката кај Беласица. Според легендата, тој починал од срцев удар кога ги видел своите 14.000 војници кои биле заробени и ослепени. На овој ден во 1552 година роден е Матео Ричи, италијански језуит, првиот католички мисионер во Кина, кој 30 години ги запознавал кинезите со достигнувањата на западната цивилизација. На денешен ден во 1846 година роден е американскиот инженер Џорџ Вестингхаус, пронаоѓач на воздушната сопирачка за локомотиви и основач на Вестингхаус Електрик корпорација. На овој датум во 1903 година роден е ирскиот физичар Ернест Томас Волтон, еден од пионерите на нуклеарната физика и добитник на Нобелова награда. На денешен ден во 1908 година Австро-Унгарија ја анектира Босна и Херцеговина, предизвикувајќи длабока криза во односите меѓу европските сили. Пред точно 110 години на овој ден со напад на Србија, Бугарија се вклучува во Првата светска војна на страната на централните сили, кои на крајот и ќе изгубат големата војна. На овој ден во 1927 година со премиерата на филмот The Jazz Singer во Њу Јорк започна ерата на звучните филмови. На денешен ден во 1972 година повеќе од 200 луѓе загинаа во железничка несреќа во близина на мексиканскиот град Салтилјо. На овој датум во 1973 година почна четвртиот воен конфликт меѓу Израел и арапите со нападот на Египет и Сирија врз израелските позиции на Суец и Голан. На денешен ден во 1976 година воената хунта ја собори владата на Сени Прамој во Тајланд, масакрирајќи голем број студенти. На овој датум во 1991 година индонезиски воен авион се урна во владина зграда во Џакарта, при што загинаа 102 лица. Во 1998 година на денешен ден започна повлекувањето на српските безбедностни сили од Косово под притисок на НАТО. На денешен ден во 2018 година почина шпанската оперска пејачка Монсерат Кабале, позната по изведбите на Росини, Белини и Доницети. Таа заедно со фронтменот на култната група Queen, Фреди Меркјури, на феноменален начин ги спои операта и рокот.